Добре дојдовте во најновото издание на Урбаните вести, кое го започнуваме со веста дека привршува реконструкцијата на пензионерскиот дом Ѓурче Петра во Скопје. Целосно се заменети вратите и прозорците, а во завршна фаза е набавка на грејни тела кои ќе бидат на принцип на електрични палети, а ќе бидат поставени во секој од становите. Останете со нас, следуваат и останатите содржини. Промовирани новите рекламни паноа кои ќе се поставуваат низ градот. Со подпишување договор за франшиза, Хилтон влегува во Македонија. Почна кампањата Садница Плюс, дел од акцијата Ден на дрвото. Соборени рекордите на Скопскиот маратон 2013. Новите рекламни паноа кои што ќе се поставуваат на јавните површини беа денеска промовирани пред зоолошката градина. Компанијата Screen Media, Кала Плакат и Акцент Медија се новите концесионери за поставување билборди низ градот, кои со локациите ќе располагаат во наредните 15 години. Нови унифицирани рекламни паноа ќе бидат поставени на 1100 локации низ градот, а ќе се поставуваат 800 билборди, 252 City Light и 48 LCD панели. Со компаниите Акцент Медија, Screen Media и Кала Плакат веќе се подпишани договори за користење локации за поставување рекламни паноа, а со компанијата Media S привршува постапката за подпишување на договорот. Секој концесионер доби пакет со изброј рекламни паноа и тоа 200 локации за поставување билборд, по 63 локации за City Light и по 12 локации за LCD панели. Избраните концесионери имаат обврска да постават рекламни паноа на подрачјето на град Скопје според добиениот собствен пакет. Градоначалникот на град Скопје истакна дека со овој проект ќе се реши хаосот во рекламирањето на јавните површини. Сметам дека ќе биде решен хаосот во поставувањето на билборди и сити лајтови во градот Скопје. Тоа им го ветивме на граѓаните. Мислам дека го направивме на еден транспарентен начин. Градот Скопје понатака ќе работи на тоа да се отстранат и да се оневозможи поставувањето на билборди, рекламирањето кој што ќе им конкурира на концесионерите, пред се работи за билборди и рекламирање кој што е блиску до булеварите, а кој се поставува на приватно земјиште или на земјиште кое што не е јавна површина или пак се поставува на згради. На ваков начин Скопје ќе добие унифицирани билборди, City Light и LCD панели, а во исто време ќе се отстранат сите нелегално поставени рекламни паноа, така што секој нареден нелегално поставен билборд ќе биде отстранет. Со подпишувањето на договорите со новите концесионери, екипите на градот Скопје почнаа да ги отстрануваат сите стари рекламни паноа од градските јавни површини, а новите концесионери почнаа да ги монтираат новите паноа. За користење на локациите за рекламни паноа, секој концесионер е должен на градот Скопје да му плаќа годишен надоместок од 302.000 евра. На годишно ниво, по овој основ во касата на градот Скопје ќе се слеат 1.208.000 евра. Познатиот светски бренд Хилтон со подпишување договор за франшиза влегува во Македонија. Предвидено е хотелот да се гради во општина Аеродром покрај кејот на Вардар, а се очекува да биде отворен во 2016 година. Новиот хотелски објект ќе содржи 172 елитни соби, вклучувајќи 20 апартмани, како 1400 метри квадратни простор за организирање настани. Ивана Митковска. Новиот хотел што ќе го носи брендот на светски познатите хотели Хилтон ќе биде отворен за првите гости најдоцна до 2016 година, а за граѓаните на Македонија тоа ќе значи повеќе од 100 нови работни места и дополнителен стимул за туристите од странство да ја посетат земјава. Денеска беше поставен камен темелникот на досега најлуксузниот хотел во Скопје Хилтон, кој ќе се гради во општина Аеродром покрај кејот на реката Вардар, при што беше подпишан и договор за франшиза помеѓу хотелот Стоунбридж и светски познатиот бренд и ланец на хотели Дабл Трина Хилтон. Новиот хотелски објект ќе содржи 172 елитни соби, вклучувајќи 20 апартмани, 4 конференциски сали, голем број кафе-барови, една банкетна сала, како 1400 метри квадратни простор за организирање настани, поделен на два големи салони. Елитниот хотел Хилтон ќе содржи и бизнис центар, центар за здравје и спа центар, а персоналот кој ќе работи во овој престижен хотел ќе биде обучен по стандардите на Хилтон хотелите
граѓаните низ светот. Премиерот Никола Груевски на денешното обраќање по повод поставувањето на камен темелникот на хотелот Хилтон во Скопје истакна дека оваа инвестиција е дел од политиката на владата за привлекување на инвестиции и за развој на туризмот. Овдека во главниот град Скопје пред половина година го пуштивме во употреба новиот трговски центар Сити Мол во Карпош. Веќе интензивно се градат трите обакодери и новиот трговски центар Сити Мол Резиденс овде во аеродром. Се гради новиот хотел Мериот на поштадот Македонија. А еве денес присуствуваме и на свечениот почеток со градба на новиот хотел на познатиот светски бренд Хилтон. Хотелите Хилтон се една од водечките компании во областа на хотелиерството, со повеќе од 540 хотели во 78 земји од светот. Токму затоа, брендот Хилтон ќе биде од големо значење и за поддршка на туризмот во Македонија и конкретно во Скопје. Покрај туризмот, свој бенефит од градбата на хотелот ќе има и градежната индустрија. На изградбата на хотелот ќе работат голем број градежни работници, а индиректно ќе бидат поврзани и многу други фирми во Македонија. Подпредседателот за развој на Хилтон, Урлих Видмер, истакна дека брендот на Хилтон е соодветен за Македонија и дека нуди извонредни капацитети за граѓаните и за развој. Визијата за изградбата на хотелот Хилтон во Скопје е да се исполни земјата со светлина и топлина на гостољубливост. Заменик амбасадорот на Соединетите Американски држави во Македонија, Метју Ендру, истакна дека во последните неколку години, благодарение на американски инвестиции во Македонија се отворени над 700 нови работни места. Од брендот Double Tree by Hilton изградени се 325 хотели низ целиот свет, а од основниот бренд на хотели на Хилтон, Hilton Hotels and Resort, има 540 хотели во 78 земји на 6 континенти. На 1000 хотели од овој бренд треба да бидат отворени следните неколку години, вклучително и хотелскиот комплекс во Македонија. Инвестицијата за изградбата на хотелот изнесува 30 милиони евра, а новиот хотелски објект ќе се простира на површина од околу 20.000 метри квадратни. Република Македонија по четврти пат ќе учествува на филмскиот маркет на Канскиот филмски фестивал од 15 до 24 мај. И на својот штанд ќе го промовира филмот Трето полувреме на режисерот Дарко Митревски. Во шорт филмот Корнерот пак од Македонија ќе учествуваат два филма. Документарецот Трагачи по звукот во режија на Сузана Диневски, поддржан од Филмскиот фонд, и независниот филмски проект Врати, снимен во Битола на Микеле Ди Ангелис од Италија. Директорот на Филмскиот фонд на Република Македонија Дарко Башевски на пресконференција истакна дека за представувањето во Кан е подготвен каталог за филмска продукција во 2012-2013 година, како и брошура за промоција на Македонија како дестинација за снимање филмови, изработен со Агенцијата за странски инвестиции. Целта е на завршените филмови и на тие што се при крај да им се отвори пат до филмските фестивали, а на филмовите во подготовка да им се помогне да најдат продуценти од други земји. Канскиот филмски фестивал оваа година на маркетот ќе земе учество во филмот Трето полувреме, кој што Селс агенцијата го промовира на другите филмски фестивали и за дистрибуција во другите земји. Минатите 3 години распишувавме конкурс за развој на сценарио, за пишување на прв драфт на ново сценарио. Обично го распишувавме за време на фестивалот Браќа Манаки. Оваа година решивме да го распишеме тој конкурс многу порано и да го прошириме практично на 2 пати годишно. Така да денес се распишува конкурсот за прв драфт на ново сценарио, каде што можат сите оние кои што имаат нови идеи, младите сценаристи, режисери, да добијат поддршка да напишат ново сценарио, за да до октомври, до новиот конкурс за поддршка на филмски проекти, да можат да аплицираат и да добијат поддршка за продукција на нов филмски проект. По пролетната акција на граѓанското здружение Ден на дрвото засадија својата иднина, која е 11-та поред за проектот Садница Плюс, го избра македонскиот ДАП да го представи на учениците од основните училишта и децата од градинките. Инаку од 2008-та до сега засадени се над 30.000 садници, а процентот на успешност на акцијата е повеќе од 60%. Андријана Димитриевска.
Во основното училиште Партенije Зогревски во општина Киселавода, денеска Сдруженијето на граѓани Ден на дрвото засадија својата иднина заедно со учениците од ова училиште. Градоначалничката на општината и заменик министерот за земјоделство го реализираа проектот Садница Плюс, каде секој ученик доби семе за садница, односно македонски желади, за која треба да се грижи, да ја негува, а кога ќе пораснат садниците ќе ги засадат во училишните дворови. Овој проект се реализираше во сите основни училишта и градинки во исто време, а за цел има еколошка и едукативна функција, развивање на екосвест и екокултура кај младата генерација. Идејата на проектот е секој ученик лично преку сопствено искуство да се почувствува одговорен поради доверената задача, која повратно би ја оправдал. Заменик министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Зоран Коњановски изјави дека македонските желади ги добиле од Националниот парк Галичица, а од 2008 година до сега засадени се над 30.000 садници, а процентот на успешност на акцијата е повеќе од 60%. Заедно посадивме по еден желат, се со цел во Република Македонија само за еден ден да добиеме нови 200.000 садници. Градоначалничката на општина Киселавода изјави дека во општината во овој проект се опфатени 8 училишта и 2 градинки. Го поздравувам овој проект затоа што во сите они упатства кои имав прилика да ги прочитам која е идејата, мене најмногу ме привлече трпеливоста, чекањето и грижата кај дечињата во однос на своето садниче. Со тоа најверојатно ќе се поттикне она чувство, развивање на чувството на трпеливоста за воиднина за поголеми проекти. Граѓанското здружение Ден на дрвото засадија својата иднина и благодари на сите мали рачиња и на сите големи срца, на сите дечиња од Република Македонија и ученици кои заедно со своите раце прават една прекрасна еколошка плетенка и ја засадуваат зелената иднина. Со изборот на овој вид дап и со засадување на неговиот желат, учениците од сите основни училишта во Република Македонија и дечињата од сите градинки се запознаваат со можноста и се поттикнуваат со сопствени рачиња да засадат Садница Плюс, која наесен во акцијата Ден на дрвото ќе ја засадат во училишниот двор или на локацијата каде што ќе се сади масовно. 18 компании се потенцијални изведувачи на системот за автоматска локација на автобусите на ЈСП и за електронска наплата во градскиот превоз. Отварањето на понудите е закажано за 15-ти овој месец. Надлежните процениле дека за овој проект ќе бидат доволни околу 3 милиони евра. Се бара фирма која ќе го имплементира GPS системот за автоматска локација на возилата кои се во сообраќај, како и системот за така наречената паметна електронска наплата. Истовремено избраната фирма ќе треба да го опреми и диспечерскиот контролен центар за градскиот превоз, во кој ќе се собираат сите информации од терен. Имајќи предвид GPS системот на возилата, во секое време ќе се знае динамиката на сообраќање на автобусите, причините за можното доцнење, исклучување од трасата и слично. Сите системи ќе овозможат поефикасен и побрз сообраќај и постојана контрола врз него. Кениските маратонци повторно победници на Скопскиот атлетски маратон 2013. Овој скопски маратон од возобновувањето ќе остане запаметен по рекордниот број учесници во сите трки и по соборените рекорди во машка и женска конкуренција. Учествуваа надпреварувачи од 36 дени. Томислав Атанасовски. Скопскиот атлетски маратон по 7 пат се одржа низ улиците на Скопје, но она пошто ќе остане запаметен се рекордите поставени на него. Како прво, беше соборен рекордот по бројот на пријавени учесници близу 5000, што е за 1500 повеќе од минатата година, а како второ, беа соборени и двата рекорда на патеката на машкиот и женскиот дел од маратонот. Она што го направи овој маратон поинаков до сегашните е фактор што годинава учествуваа надпреварувачи од речиси сите континенти. Интересот за учество беше екстремно зголемен за разлика од претходните години. 136 учесници ја трчаа маратонската трка, 509 се пријавија за полумаратонот, а 4000 лица учествуваа во трката на 5 километри, додека пак 600 деца од 5 и 6 одделенија учествуваа на Колгет мини Скопскиот маратон. Во рамките на Скопскиот маратон, Атлетската федерација на Македонија го одржи државното првенство во маратон. Маратонот беше организиран според сите стандарди, патеката беше одлично подготвена, максимално безбедна, а и временските прилики беа идеални за одржување на трка од ваков тип.
Маратонската трка на 42 км и 195 метри стартуваше во 9 часот, а се трчаа 2 круга низ улиците на Скопје. Кај мажите најдобар беше кениецот Вајклиф Бивот Кипкорир, кој го собри рекордот на патеката и истрча најбрзо во историјата на Скопскиот маратон, 2 часа, 21 минута и 58 секунди. На второто место се пласираше Елиша Кипротич од Кенија, а трет на целта мина нивниот сонародник Патрик Ван Бугу. Во женска конкуренција првите 3 места им припадна на кенијките Каролин Кипруто, која што го собри рекордот на патеката со истрчано време од 2 часа 47 минути и 31 секунда. Второто место го освои Хелен Јепковскеј Кимутај, а третото место го освои Алина Нутулеаса. Традиционално се трча уште 3 трки: полумаратонот на 21 км и 97 метри, хуманитарната трка на 5 км и детската трка Колгерт Скопски мини маратон. Во полумаратонската трка во машка конкуренција на првите 3 места се пласираа Кристијан Стошич од Србија, на второто место се пласираше македонскиот полумаратонец Кокан Ајановски, а трет беше србинот Мирослав Марковиќ. Во хуманитарната трка на 5 км најдобар беше меѓу мажите Илир Келези пред Милош Ранчич и Иван Пешевски, а во женска конкуренција најдобрите 3 се Росица Костова, Ангела Димчевска и Маја Стојанова сите од Македонија. Оваа трка на 5 км беше за рекреативци наменета за сите граѓани. Во Колгет, детскиот мини маратон на 500 метри, најдобрите тројца беа Павле Јовановски, Стефан Зогравски и Муамед Шабан. Првопласираните добија награда велосипед, вторите ролерки, а оние што на целта пристигнаа како трети освоја професионални топки и пакет подарици од спонзорите на Скопскиот детски мини маратон. Наградниот фонд и оваа година остана ист и изнесуваше 10.500 евра. Мерењето на времето се реализираше со тагови, чипови и секој што ја заврши маратонската или полумаратонската трка на целта доби медал. Во организацијата беа вклучени и голем број волонтери, околу 400 лица, како и сите јавни предпријатија од град Скопје. Покровители на Скопскиот маратон 2013 беа град Скопје, мисијата на Европската унија во Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Организацијата од година во година станува се подобра, а се очекува следната 2014 година оваа бројка на учесници да биде надмината. Говорно сандаче е новата услуга што ја промовира ЕВН Македонија. Корисниците ќе можат во секое време да ја проверат состојбата на сметката за потрошена електрична енергија. И тоа вкупниот долг кон ЕВН Македонија, износот на последната фактура за електрична енергија и рокот за плаќање на фактурата. Корисникот треба да го повика телефонскиот број 089 089 089, да го внесе бројот на корисник и понатаму според инструкциите на говорниот автомат брзо и лесно ќе ги добие потребните информации. Бенефитот е повеќе кратен. Во случај кога фактурата за електрична енергија не е пристигната навреме, доволно е корисникот да го знае нејзиниот износ и бројот на корисник, за да ја плати фактурата во која било банка или пошта. Ако корисникот има случајно заборавена неплатена фактура за електрична енергија, тоа може лесно да го провери преку говорното сандаче, без да мора да излезе од дома. Корисниците пак кои одбрале траен налог или друг начин на автоматско плаќање во секое време ќе може да проверат дали долгот редовно се сервисира. Доколку се уште се немате одлучено каде да ја поминете оваа вечер, МТМ ве информира и ви препорачува за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Вечерва во Домот на Арама од 20 часот се одржува концерт на Биг Бендот на Факултетот за музичка уметност Скопје. Во Драмскиот театар од 20 часот се изведува представата Лет над кандидатското гнездо, театар комедија од Блаже Миневски во режија на Андреј Цветановски. Во градското кино Милениум имате можност во термини од 20 часот и 22 часот и 30 минути да го погледнете 3D филмот Железниот човек. Во Музеот на современа уметност трае изложба на Хенри Мур, графичарот. Изборот на уметнички дела за оваа изложба на современа уметност е направена од Дейвид Миченсон од колекцијата на Британски совет. На полноќ во клубот Џубок започнува забавата на која влезот слободен со Лили и најдобрите македонски евергрини. Еве што следува понатаму во вестите. Спорт. Тимот на Вардар повторно се врати на лидерската позиција во првата фудбалска лига на Македонија. Актуел, Дженифер Лопес објавува документарец за својот живот. Тимот на Вардар повторно се врати на лидерската позиција во првата фудбалска лига на Македонија. Томислав Атанасовски со најновите спортски вести следува веднаш по рекламите.